Здраво на сите и добродојдовте сите на мојот канал Астрологија Плюс. Јас сум Мери. Ги поздравувам на ова место сите македонци кои што живеат насекаде низ оваа наша преубава планета Земја. Исто така ги поздравувам и сите љубители на астрологијата и сите мои абоненти на YouTube и на Facebook. Добродојдовте сите на мојот канал и баш ми е мило што сте тука. Еве само нешто на кратко за мене, за сите оние што не ме познаваат, една информација за мене. Јас, како што може да приметите, дека не живеам во Македонија, јас живеам веќе 33 години во Германија, а јас сум родена во Скопје. И секако дека имам таму и школа завршено и средно музичко школа, каде што сум професионален пејач. И сега исто така имам нова струка, тоа е астролог. Значи, тие се мои две професии кои што јас моментално со нив работам. Како дојдов јас до астрологијата? Имав еден доста добар астролог како консултант, кој ја читаше мојата натална карта и каде што ја работеше со кармичката астрологија. И тука стварно доста многу работи дознав за мене, каде што можеше да се види дека и значи пеењето и да речеме музиката, исто така и астрологијата ќе бидат и понатамошни мои струки во мојот иден нов живот. Значи во иднината и тоа ќе биде еден дел од мојот живот или мојата струка, мојата професија. За сите оние што не веруваат во кармата, дека животот е сега и после тоа не постои веќе и дека не сме живееле порано, сакам да размислите за тоа и да проверите дали е тоа баш така. Сега јас не работам со кармичката астрологија. Да ви кажам дека има многу врсти на астрологијата, затоа да не го мешаме тоа. Значи, имаме класичната астрологија, која што е една од најпознатите. Со таа се почнува нешто да се изучува. После тоа иде астромедицината, астропсихологијата, ветската астрологија, западната астрологија. Заборавив уште некоја. Значи, тие се тие што се светските астрологии, повеќето од нив, и сега јас работам со астропсихологијата. Затоа што имаме тука една мала разлика. Астропсихологијата, например, не може да одговори на некои прашања кои што може, например, класичната астрологија да одговори. Тоа треба само да ви дадам, тоа е многу битно да запамтите, затоа што ако одите на кај некој астролог, треба да прашате со која астрологија он се занимава, за да знаете дали ќе може он тие прашања да ви ги одговори. Ако сакате само да дознаете повеќе нешто за вас, тогаш може тоа секоја астрологија да ви одговори на тоа прашање. Сега толку беше само за мене, сега да дојдеме до она што се случува. Значи, една голема случка, како што секогаш имаме големи случки во нашиот универзум. Меѓутоа, ова е една специјална случка на 8 април, што имаме едно тотално затемнување на Сонцето. Не само јас сте приметиле, можеби дека повеќето астролози ова цела наша планета Земја и од други земји зборуваат и ја спомнуваат оваа случка на 8 април. Тоа ќе биде на 8 април во 20 часот и 17 минути, каде што може ќе биде едно тотално затемнување на Сонцето, каде што тоа не може да го видиме ни во Германија, ни во Македонија. Значи, за нас тоа нема многу голема улога. Каде може да се види ова голема случка, секако ќе биде тоа во Америка.
Сега јас не работам со тие државни астрологии, политички астрологии, јас со тоа не е тоа моја, да речем, моја умилена работа. Јас работам повеќе на една лична астрологија. Сега, што значи тоа едно тотално затемнување на сонцето? Ајде сега малце да идеме на од астрономијата. Што се случува сега тука конкретно кога имаме затемнување на сонцето? Како што зборот кажува, сонцето се затемнува. Меѓутоа, како се настанува таа случка? Сонцето, месечината и планетата Земја. Кога сите овие три планети ќе се најдат на една иста линија, тогаш имаме едно затемнување на сонцето. Затоа што месечината се наоѓа во средина и она го покрива едноставно сонцето и така настанува тоа затемнување на сонцето. Сега, како што знаеме, сигурно и сите други што се заинтересирани за астрологијата се доста многу информирани. Има пуно астрологии во на YouTube, така да не сум само јас. Како што знаете, сигурно, меѓутоа јас сакам да ги инспирирам сите оние други луѓе што не знаат што тоа значи. И затоа сакам тоа подобро да го објаснам и на еден едноставен начин, за да може секој да ме свати. Која друга случка е тука битна да се знае кога имаме затемнување на сонцето? Значи имаме еден северен јазол и јужен јазол. За тоа сум зборувала што значи тоа во моето прошло видео, моето кратко видео. Тука можете да дознаете што значи тоа кога овие јазоли се кои имаат и они една улога. Кога северниот јазол се наоѓа во оваа случка, во ова затемнување, он е тука во близина. И значи секогаш они кога се тука во близина, имаме едно затемнување на сонцето или полна месечина. Кога е ова затемнување на сонцето, секако можеме да кажеме дека тоа исто така е една млада месечина, што значи тоа нешто ново се раѓа. И сето тоа во знакот Овен. А знакот Овен е еден првиот знак во наталната карта. И сега да не забораваме дека тоа не мора да значи дека тоа ќе биде и кај тебе во твојата натална карта првиот знак. Знакот Овен, која символика ја носи тоа? Знакот Овен се бори за живот. Он ја носи таа символика која што сака секогаш да иде во акција. Он е секогаш брз. Он реагира одма, он не чека. Значи, Овенот, да му речеш, ај чека маца, не може да чека. Сега или одма или никогаш. Значи, тоа е таа символика на Овенот, карактеристиката на Овенот. Сега тоа не значи дека и кај тебе тоа може така да биде. Само јас тоа го објаснувам која е таа символика на Овенот и дека владар е тука планетата Марс. И зашто се бори Марс во знакот Овен? Секогаш се бори за својот живот. Сега, одма и нема чекање. Значи, он сака одма, директно, брутално да иде во акција. Таа е таа енергија на знакот Овен. Меѓутоа, кои други актери се сега во оваа случка? На оваа соларна еклипса. Значи, како што реков, сонцето, месечината, Меркур е исто тука, каде што е секако на овој ден исто така ретрограден. Значи, Меркур, сонцето, месечината, планетата Венера и она веќе дојде, стигна до знакот Овен. И една многу битна друга планета која што има најголемата улога во овој случај. А тоа е Хирон. Значи, сонцето, месечината и Хирон имаат, се наоѓаат сите заедно на 19-тиот степен. И што значи тоа? Кога имаме едно затемнување на сонцето, што значи тоа од еден психолошки агл?
Сонцето го представува секако и во астропсихологија представува исто и нашата свест. Дали сме свесни за нешто? За самите себе си? Дали сме свесни за тоа кој сум јас? И кога ќе биде сонцето затемнето, значи нема живот. Све е темно. А што? Луѓето се плашат од темница. Луѓето се плашат едноставно од едно затемнување на сонцето. Зашто? Затоа што е темно. Немам контрола на тоа што можам да го видам или не можам да го видам. Јас ја губам контролата. Врз кого ја губам? Врз себе си. Тука имаме еден голем страф од темница. Значи, кога се губи свеста, да речеме на тоа, од тој агол да го гледаме тоа. Кога се губи свеста, нема живот. Сонцето во знакот Овен е символика на живот. Едноставно на живот, на раѓање. Сега, кога се губи сонцето, се губи свеста. Значи, ние не живееме во тоа. Значи, како што реков, и без сонце нема живот во нашата планета Земја. Тоа е едноставно, тоа е и така. И затоа луѓето се плашат од тоа. Сега, што е добро да се знае? Ајде идеме сега малце да го погледнеме од тоа друг агол. Што овие другите планети кои што се наоѓаат во знакот Овен, што они сакат да ни кажат? Значи, како што реков, Меркур е исто така во знакот Овен и сега он е моментално ретрограден. Што ќе биде ретрограден до 25. април, значи многу долго време. И он ќе дојде исто така еден ден и ќе направи конјукција, значи ќе се спои со тој Кирон. Ќе ви објаснам се на кратко што е Кирон, кој е Кирон. И тоа е исто така многу важен момент кога ќе дојде Меркур, кога ќе направи една конјукција, кога ќе се спои со тој Кирон. И друга случка исто која што е многу битна, да знаеме дека да речеме шефот на планета, на знакот Овен е Марс. Значи Марс се осеќа добро во Овенот, он се бори за живот. Он е војник. Меѓутоа, он се наоѓа во знакот Риба, во последниот знак во наталната карта, во природниот хороскоп. И што се случува тука? Што прави овој Марс? Он си вика, леле, во мојот знак, во знакот Овен, имаме толку луѓе унатред. Ајде да речам така. Имаме голема журка. Што се случува кај мене дома? Ја не сум таму, а они сега кај мене дома прават журка. Ете да речеме тоа така, буквално да го малце да се нашалиме на тоа. Меѓутоа Марс не може тоа да го издржи. Едва и чека да стигне дома. А што се случува? Кој него го забранува? Сатурн. Они исто така ќе направат една конјукција меѓу себе. Они двете ќе се спојат. Тие две енергии, тие две планети ќе се спојат и ќе направат една конјукција во знакот Риба. На тој ден, да речеме, на 8 април. Сепак и тука Марс, иако он едва чека да стигне во знакот Овен, во својот дом и да види што се случува тука кај мене дома. Јас не сум тука. Он е блокиран од Сатурн. Затоа што Сатурн вика, сакаш да идеш во акција? Не, сега. Рано е уште. Го блокира едноставно. Тоа е друга работа. Кога Меркур ќе направи, значи да кажеме, па што значи Меркур во знакот Овен? Меркур во знакот Овен, он има многу брзи мисли. И брзо зборува без да размислува, едноставно нешто ќе каже и дали ти ќе те повреди или не, тоа не го осеќа он тоа. Може и не е намерно,
Затоа што тоа е неговиот ум. Тоа е неговото нешто природно што го носи во себе. А ако го имаш и ти Меркур во знакот Овен, значи тоа е твојата природна работа. Значи, ја не можам да му кажам на овој Меркур, ај па ти многу сега таков си, размисли кога ќе кажеш нешто. Ја можам тоа да му кажам, а тоа е негово природно, не може тоа да го измени. Значи, може да дојде до една голема повреда. Сега, Кирон е големиот исцелител. Значи, кај го имаме Кирон во нашата натална карта? Таа е една слаба точка. Значи, тој Кирон, кај што го се наоѓа во нашата натална карта, тоа го покажува една наша слаба точка. Каде што сме биле повредени. Јас зборувам секогаш прошлиот живот, а ако сме биле повредени од прошлиот живот, значи тоа го носиме сега и во овој сегашен живот, таа повреда, која што не сме ја исцелиле. И затоа треба да видиме на кое место, во која куќа се стои тој Кирон и како ќе можеме него да го исцелиме. Сега тоа е една друга работа. Ама јас сакав да кажам нешто за Меркур. Значи, Меркур ќе дојде исто така еден ден на 19-тиот степен и ќе се спои со Кирон, значи со тој големиот исцелител. Што можеме тука да очекуваме со овие две енергии? Како што реков, Меркур секогаш кога ќе биде ретрограден, таа е таа енергија која што од универзумот ќе не натера да се стопираме, да не идеме одма брзо во акција со нашите мисли, со она што сакаме одма да го искажеме што го мислиме. Значи, размислите малку, па тогаш кажете го она што го чувствувате. А не одма да реагирате, затоа што тоа може другите луѓе многу да ги повреди. Се Кирон ќе биде тука и ќе имате голема шанса и могучност. Вашиот ум, сите тие ваши идеи што ги имате, што сакате да ги материализирате, ќе имате шанса да размислите добро, да го исцелите вашиот ум, да го регенерирате, да речем. И со таа енергија ќе можете нешто ново да почнете. Зашто? Затоа што имаме тука млада месечина со северниот јазол. Сите тие ваши идеи што ги имате. Све што што сакате да направите, може би не сте се усмелиле тоа да го направите, затоа што сте рекли, па не е таа идеја што имам, не е многу добра, сите викат не можам да ја направам, нема да успееш, сите тие негативни мисли што сте ги превзеле од другите. А може да биде тоа и нешто од прошлиот живот. Што останало во вашиот ум. Што сакав да ви кажам дека таа енергија не е добра. Ако имате некоја желба, ако имате нешто што сакате во овој живот, во овој миг, нешто да исполните, да идете во акција со нешто. Дали може сакате некоја друга работа да почнете, или да бидете самосталец, или да отидете во друга земја и сосема нешто ново да почнете, значи без ризико нема ништо. Тоа е тоа, знакот Овен иде во ризик. Ако не рискирувам за нешто, па нема да имам успех. Тоа е една работа. Значи треба некојаш да се рискира за нешто, за оно што сакам. И значи универзумот тука ви дава многу голема шанса нешто ново да почнете. Нешто што може да биде за вас. Исто така вредно за во другата инкарнација. Видите како и тоа е, така е многу убаво споено. Значи секогаш и дека ако е северниот јазол тука, во таа голема игра, секогаш морате ќе бирате нешто, она што сакате да го работите. Ајде да речеме нешто со работа. Кога имаме оваа случка, затемнување на сонцето или млада месечина,
каде што е со таки северниот јазол е поврзан. Меркур и планетата Венера. Значи, све она вие што го сакате, каде што вашето срце, вие сте одушевени од таа идеја што сакате да ја остварите. Како што реков, дали нешто работно место или во странство да идете, било што да е, она што го сакате од срце, ќе можете сега да го почнете. И тоа може да ви биде во вашата иднина нешто многу големо и многу значајно. Значи, универзумот во овој случај ќе ве поддржава. Значи, со Кирон исто така, он може вашиот ум, вашата свест, затоа што Сонцето е тука, вашата свест да ја исцели, да ви даде нова свест. Меѓутоа, за тоа треба да бидете свесни. Ако не сте свесни за дека таа могучност ја имате, нема ништо друго да ви помогне. Сега, кога е поволно тоа време? Затоа што во ова времето на еклипсите немој да очекувате одма нешто да направите, да идете во акција. Еве сега ова кажа ова, оној кажа ова, кога може нешто да идам во акција, моите желби да ги исполнам. И сите се на оново што сакам да го направам, може сега одма. Не сега одма. Затоа што Марс се наоѓа во конјункција со Сатурн. И тој ќе биде дури во почеток на мај, мислам, или крај на април, ќе влезе во знакот Овен, во својот дом, конечно ќе се врати дома. Тек тогаш можеме да размислуваме на еден почеток. Значи, се додека е Меркур ретрограден во знакот Овен, ќе можеме да размислиме дали е тоа ние што го сакаме наше или нечие друго. Тогаш, ако тоа го откриете, имате голема шанса на исцелување. И вашите желби, сите тие ваши идеи што ги имате, ви препорачава кога Марс ќе влезе во знакот Овен, тек тогаш да идете во акција. Тогаш е подобар период за тоа. Ето тоа, драги мои, се надевам дека ви дадов една мала информација, мала мотивација за оваа случка што имаме на 8 април. И ве поканувам на понаташно дружење со мене исто така на Facebook и на YouTube. Ќе има и следни видеа за други случки, како ова што е, и нешто за Плуто ќе зборам на друго видео. Сега за сега толку од мене. Бидете добри со себе си и секогаш и со другите. Се најубаво и се гледаме наскоро. Ајде, чао!